Неслучајно овие книги се вака распослани пред нас, бидејќи ова се насловите кои што членовите на Градската библиотека браќа Миладиновци од Скопје најмногу ги читаат. Што читаат додека се овие жештини, вашите членови и корисници на библиотечниот фонд? Така. Сите наши читатели во сите наши библиотеки, подсетувам дека Градската библиотека е всушност мрежа од библиотеки, 18 објекти низ цело Скопје. Во летниот период најчесто знаат да побараат така наречени летни книги, иако не постои како жанр, но книги, ајде да речеме, за на плажа и сосема разбирливо. Секој од нас сака да се одмори летниот период, да биде тоа некое полесно четиво, дури по некој од нив се и со такви наслови, лето како во Мама Мија, да речеме. Време е повторно да ги запалиме звездите. Мари Форс, Доаѓа сонцето, ова се дел од оние актуелни бестселери кои моите колеги од пултовите, нели, во консултација со нив кажуваат дека се меѓу најбараните. Има еден значителен број на наши читатели кои ги бараат трилерите и драмите. Трилерите се речиси секогаш популарни, ги бараат и најновите наслови, ги бараат оние книги според кои се направени сериите на Netflix и така натаму. Еден од тие наслови е Камен лист ножички од Алиса Фини, исто бестселер, филмуван наслов, и Кристин Хана е една, ајде да речеме, семејна драма, еден од незините наслови, Магичен час. Една од областите која е посебно актуелна периодов е така наречената популарна психологија или пак оние мотивациони и книги за самопомош. Од таквите многу убаво котираше Мала книга за Хиги или Данскиот начин за добро среќно живење, еден поинаков менталитет, поинаква филозофија од она на што ние сме научени како балканци, македонци и така натаму. Габор Мате, кој што е практично една рок звезда на популарната психологија или на мотивационите говори, кога телото вели не, тоа е исто така еден од насловите кои што се бараат. Ошо е актуелен, мали допири со индиската, источната и така. Долги години актуелен. Така е, да. Секогаш се бара нешто ново од него што е преведено кај нас. Книга на животот, исто така еден интересен наслов кој што колегите го препорачуваат токму во овој оддел, и еден од поновите интернационални бестселери, Нашиот луд мозок, или што на вистина ни подготвува умот, начин како функционира умот, како да ги подобриме нашите умствени способности и така натаму. Тоа се некои од насловите кои што да речеме се актуелни во некои од нашите библиотеки. Ако бараат летна литература, намален ли е бројот на луѓе кои што читаат преку лето во однос на луѓето кои што книгата ја сакаат во зимскиот период? Не е намален, најверојатно временските услови си го прават тоа. Топло е, луѓето да јат порано да земат книга, подоцна да ја вратат и така натаму. Секако дека има еден задоволителен број кои што постојано читаат. Може би тука треба да се каже дека најредовни и најголем број читатели се повозрасните, пензионерите и така натаму, жените, ако правиме веќе и таква статистичка поделба. Има понекогаш ќе се појави некој господин кој се јавува. Често среќавам се јавуваат луѓе кои им се враќаат на класиците. Сега повторно го исчитав Достоевски. Сега дајте ми нешто друго од руската литература, или ајде се враќам на французите, или нешто што читав во младоста, сакам да го прочитам пак. Така што секако дека има континуитет, глобален е предизвикот и трендовите на тоа често да се прашуваме дали се чита и колку се чита во споредба со минатите години и децении, но ние не се предаваме. Иако бројот на нови членови во библиотеката во јуни во однос на јануари е намален речиси за половина, потребата за читање речиси и не е смалена. Во јануари се издале 9363 книги, а во јуни 8646. Сепак, февруари е месецот во кој членовите на библиотеката браќа Миладиновци најмногу читаат. Се издале 10.450 книги.